Дневник во 20 часот на регионалната К1. Со настаните кои го одбележаат денешниот ден, започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. 20 вработени со договор на дело од Кавадарци добија решение за трансформација на работниот однос на неопределено. Македонија станува дел од системот за одобрување на брзи кредити. Дел од невладиниот центар и припадна на урбаната заедница Димче Мирчев. Дваесет просветни работници од Кавадарци денеска го решија статусот со вработувањето. Имено добија решение за работен однос на неопределено работно време. Решенијата им ги доделија градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов и председателот на Советот Горица Пеливанова Вилхелм. 20 вработени во образованието со договор на дело добија решение за трансформација на работниот однос на неопределено. Ова за нив ќе значи поголема сигурност и трајно решавање на проблемот со невработеноста. Просветните работници кои денеска добија решенија ќе имаат можност да го обавуваат своето воспитно знаење кон младата генерација, неоптеретени со својот статус, бидејќи тие се столб на општеството. Била нивната цела тоа да се вработат, потоа го отелотворат во квалитетно пренесување на нивните знаења и процесот на воспитување и образување кон нашите деца, а со тоа да долгорочно изградиме една здрава нација, односно луѓе кои што ќе бидат тие кои што ќе во иднина ќе креираат условите за живот и просперитет на Кавадарци. Како значаен фактор во формирањето и креирањето на младата личност која се школува и воспитува од најраната возраст до полнолетство, наставниот кадар ја има шансата, но и одговорноста да продуцира кадар кој со право ќе продолжи да студира и работи во разни општествени структури низ државата. Сите колеги кои што добија решение денеска и трансформација на работното место се заслужни педагошки работници кои што со својата работа 2 години работат и веќе се докажани во својата професија. Јас еве ја користам уште еднаш оваа прилика на сите кои што добија денес трансформација на работните места да им честитам и сигурна сум дека со својот успешен труд и со својата работа ќе придонесат за поуспешно образование во општина Кавадарци. За поголема сигурност на работното место, владата континуирано спроведува проекти, меѓу кои и проектот вработените со договор на дело повеќе од 2 години да го трансформираат својот работен однос на неопределено време. На меѓународна конференција која од денес па се до 30 април се одржува во Охрид, се објавуваат резултатите од проектот размена на најдобри практики од Европската унија во следење на антикоруптивни мерки на локално ниво. Целта на проектот беше мониторинг на општините во однос на нивното отворено, транспарентно и отчетно работење. Во изминатата година, во рамките на проектот Лотос, 43 општини беа испитувани во однос на нивната отвореност, транспарентност и отчетност во работењето. Главната цел на овој проект беше да се поттикне имплементацијата на практики за антикорупција и добро владење на локално ниво, со што ќе се обезбеди одржлива средина за социјален, економски и еколошки развој. Испитувањето го вршеа 8 граѓански издруженија во 8 плански региони, а во Вардарскиот беа опфатени општините Велес, Неготино, Градско, Чашка и Лозово. Во него беа вклучени серија на мерки, вклучително од љубезноста и коректноста и насмевките на вработените вклучени во проектот и во локалните самоуправи, па се до оние суштински работи кои што значат транспарентност, значи скенирање и наблюдување на веб страниците, брзина на одговор на локалните самоуправи на одредени прашања поставени од страна на истражувачите. Локалните истражувачи проектот го спроведуваа преку теренски и веб истражувања и анкетни прашалници. Методологијата е направена врз основа на искуствата од истиот проект кој се спроведувал во Хрватска. Има уште многу потреба да работиме транспарентно, отчетност и одговорност. Во дел од општините работата зависи од еден човек или од 20 луѓе, од нивното физичко присуство. Ранкинг листата соодветствува со ситуацијата на терен и онака како што општините функционираат. Ова е мотив во следното истражување Лотос, кое што планираме да биде по 2 години, да ги мотивираме оние кои што се долу на листата, да бидат многу подобри и поотворени во следното истражување.
Водечки партнер на проектот е Центарот за истражување и креирање политики, а финансиран од Европската Унија. Резултатите од истражувањето во форма на ранг листа ќе бидат објавени на меѓународната конференција која од денес па до 30 април ќе се одржува во Охрид. Наместо во банка, наскоро и македонците со еден клик на интернет поблиску до брзи кредити. Клиентите сами ќе можат да ги одредат месечните или неделните рати. Овој тип на кредит е наменет за сите оние кои сакаат да ги избегнат долгите процедури за аплицирање во банките. Меѓународната компанија Easy Asset Management, специјализирана за одобрување на брзи кредити, започна со работа и во Македонија. Компанијата, која има повеќе од 10 години искуство на финансискиот пазар во Европа, разработи нов бизнис модел во Македонија, во согласност со потребите на населението, односно сите граѓани да имаат можност да аплицираат за брз кредит онлайн. Услугите кои ги нуди Mcash Македонија се двата продукти Mfix и Mflex, со кои им се овозможува на клиентите сами да ги дефинираат неделните или месечните рати на отплата, според сопствените потреби и можности. Само со копија од лична карта, секој клиент може да аплицира преку сајтот на друштвото. Овој тип на кредит е наменет за луѓето кои сакаат да ги избегнат долгите процедури за аплицирање во банките или имаат лимитиран пристап до финансиските услуги на банкарските институции. Во државата активно се градат регионалните и државните патишта. Со тоа се подобрува инфраструктурата во земјата, но се зголемува и бројот на ангажирани работници. На делниците низ Македонија кои што се реконструираат, моментално работат 110 македонски работници, а се очекува овој број да се зголеми во текот на летниот период, кога ќе започне интензивно работењето и реконструкцијата на патиштата низ целата држава. Покрај развојот на инфраструктурата и подобрување на можностите за транспорт и условите за бизнис заедницата, имаме позитивен ефект и во поглед на вработувањата кои што се остваруваат. Само за илустрација, на делниците кои што се Киче во Охрид и Скопје Штип, во моментот работат 1100 македонски работници, а во текот на летото тој број се очекува да стигне до 2500 македонски работници кои што би работеле само на овие две патни делници. Доколку ги земеме во предвид и останатите патни делници на кои што се работи, како и оние патишта кои што ќе почна со работа ги најави премиерот Груевски, во еден момент во 2015 година ќе стигнеме до бројката до 4000 македонски работници кои што ќе работат на изградба на патиштата, што представува еден своевиден рекорд за присуство и ангажман на работници за работа во инфраструктурата. На денешната втора средба разговорите помеѓу средношколскиот пленум и Министерството за образование и наука се движат во позитивна насока. Надлежните им ветиле, барањата ќе бидат презентирани. Официјалниот став се чека по владината седница. Според министерот Адеми, сите новоспроведени реформи се со цел да се спроведе по квалитетно образование. Преговорите меѓу средношколскиот пленум и Министерството за образование и наука се движат во позитивна насока. Во денешната втора средба се уште нема постигнато финален компромис, но средбата средношколците ја оценуваат позитивно. И понатаму бараат враќање на стариот концепт на државна матура, укинување на електронското полагање и ставање во мирување на екстерното тестирање. Никогаш и не сакаме да размислуваме дека некоја реформа ќе биде на штета на самите ученици и на целиот образовен процес во Република Македонија. Од Министерството за образование и наука велат дека сите новоспроведени реформи се со цел да придонесат за поквалитетно образование. Очекуваме во најбрз можен рок да постигнеме компромис и со тоа ќе бидат задоволени и двете страни, односно се обидуваме да постигнеме некој резултат што највеќе ќе ги задоволи двете засегнати страни, особено нас ученици. Спремни сме да го вратиме стариот концепт на државна матура и спремни сме да направиме суштински промени во однос на екстерното тестирање. Немаме ветување, треба да оствариме повторна средба, што ќе биде најверојатно утре. Откако на вчерашната средба не беше постигнат договор со министерот Абдулаки Мадеми и заменик министерот Спиро Ристовски, средношколците минатата вечер ја поминаа во паркот на новинарите спроти министерството. Општина Велес започна со распределбата на простории. Урбаната заедница Димче Мирчев за прв пат доби собствени канцеларии во невладиниот центар сместен во населбата Дворови. Се уште не е познато кои невладини организации ќе ги добијат останатите простории во овој објект кој претрпе и реновирање.
Објектот во кој беа сместени неколку невладини организации во населбата Дворови доби нови закупници. Белешки од градоначалник Славчо Чадиев на председателот на урбаната заедница Димче Мирчев му го додели договорот за користење на дел од просториите во центарот. Ова одлука зелено светло доби од советниците во општинскиот совет. Сите урбани и местни заедници во градот и во општина Велес да ги обезбедиме со простори за да може нормално да функционираат со сите граѓани таму за своите потреби што ги имаат. Ова место ќе биде после 15 години за прв пат добиваат и официјална просторија. Претходно беа кираџи, ако се сеќате како урбана заедница, но местна заедница во изминатиот период во објект на СИЗ-от за станување тогаш. Од урбаната заедница се задоволни што конечно ќе имаат своји простории кои ќе ги олеснат активностите на председателството. Според председателот Симсаров, заедницата ги опфаќа граѓаните кои живеат по дел од улиците 8 септември, мал дел од Благоѓорев, Алекс Одемниевски, како и населбата Дворови. Како председател на урбаната заедница Димче Мирчев ја користам оваа прилика да се заблагодарам на градоначалникот и исто така на општината кои што овозможија на граѓаните од урбаната заедница да имаат сопствени простории, исто така соработката која што беше беспрекорна ќе гледаме да остане и понатаму така. Заврши и конкурсот за останатите простории во невладиниот центар. Се уште не е одлучено кои се невладини организации ќе добијат канцеларија во овој објект, кој неодамна беше реновиран. Земјоделците за инвестирање во наводнувањето и годинава ќе можат да побараат субвенции од државата. Рокот е продолжен до 30 април. Повеќе во прилогот на колешката Анадица Бисиновска. Јавниот повик за субвенционирање на нови бунари и системи за наводнување на пченка е продолжен до 30 април годинава. Субвенцијата изнесува половина од трошоците. За инвестирање во наводнувањето, земјоделците можат и годинава да побараат субвенции од државата. За системи капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури се одобрува износ од 920.000, а за бунарите 360.000 денари. Се субвенционираат надземни и подземни системи, филтри, пумпи, цевки и електрична опрема, а за бунарите ископ, шахти, агрегати и генератори. Парите се добиваат со кофинансирање до 50% од одобрените трошоци. Делегација од Парламентарното собрание на Советот на Европа денеска во посета на Македонија. Повеќе од 70 издавачи ќе се представат на саемот на книгата. За ова и останатите вести од Македонија во продолжение. 8 австријски компании од електрометалната, кондиторската, месната и конзервната индустрија, производството на расветни тела, медицински апарати, турбини, проектирањето и монтажа на мали хидроелектрани се заинтересирани за продлабочување на соработката со македонски компании и пронаоѓање на дистрибутери на нивните производи. На бизнис форум во Скопје, организиран од Стопанската комора на Македонија во соработка со трговското оделение на амбасадата на Австрија и Стопанската комора на Австрија, планирано е да се одржат билатерални средби со 35 македонски компании од повеќе сектори. Австрија е втор најголем инвеститор во Македонија, но секогаш има можност за зголемување на соработката. Надворешно трговската размена меѓу Македонија и Австрија лани изнесувала 194,2 милиони американски долари, што представува раст од 2% во споредба со 2013 година, со што е 15-ти трговски партнер на земјава. Социјалната помош да се зголеми за 10 наместо планираните 5%. Се новите законски измени кои денеска ги усвои Собранието на Република Македонија. Предвиденото зголемување на социјалната и постојаната парична помош за 5%. Со законските измени се однесува на околу 35.000 корисници на социјална парична помош и на околу 5.800 корисници на постојана парична помош. Исто така измени има и во Законот за земјоделско земјиште, со кои заинтересираните по пат на јавен оглас и наддавање може да се стекнат со над 3 хектари државно земјиште.
Делегација на мониторинг комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа денеска ќе престојува во посета на Македонија. Во Советот на делегацијата се очекуваат да бидат Штефан Шанех, председател на мониторинг комисијата, Роберт Валтер, известувач за Република Македонија, и Андрес Грос, председател на групата на социјалисти. За време на посетата, делегацијата на парламентарното собрание на Советот на Европа ќе се сретне со председателот на Македонското собрание Трајко Велјановски, а ќе оствари и средба со шефот на македонската делегација во парламентарното собрание на Советот на Европа Александар Николовски, како и со членовите на собраниските комисии за уставни прашања и за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. На предстојниот 27-ми саем на книгата што ќе се одржува од 5 до 11 мај, ќе се представат повеќе од 70 издавачи. Организаторите најавуваат новитети, промоции и дружења со автори и наслови кои публиката ги сака и бара. Предвидена е, како што соопштија, најголема понуда досега. На манифестацијата, чиј број на посетители се движи околу 40.000, покрај најпознатите домашни, ќе учествуваат и издавачи од регионот, како и од Европа. Милитантите на Исламската држава убиле 5 новинари што работеле за либиската телевизија. Во разорниот земјотрес што во саботата го погоди Непал, загинаа околу 4.000 луѓе. Ципрас очекува договор со кредиторите до почетокот на мај. Милитантите на Исламската држава убиле 5 новинари што работеле за либиската телевизија. Новинарите исчезнаа во август минатата година, кога го напуштиле Тобрук и се упатиле кон Бенгази. Патот ги водел преку Дерма, каде што се наоѓа упориштето на Исламската држава. Фарадж Ал-Бараси, локален заповедник на војската во Источна Либија, рече дека милитантите на Исламската држава се одговорни за убиството на новинарите, чии тела беа пронајдени во близина на градот Бајда. Во разорниот земјотрес што во саботата го погоди Непал, загинаа 4010 луѓе, објави Непалската агенција задолжена за управување суитни ситуации, додека комунитарните организации се подготвуваат за голема операција за помош. Во потресот исто така се повредени повеќе од 7500 луѓе. Хуманитарните организации се подготвуваат за огромна операција за да одговорат на потребите на настраданите луѓе. Првиот авион на Обединетите нации со помош во храна би требало да слета во Непал денеска. Тоа ќе биде важна огромна акција, рече потпаролката на Светската програма за храна Елизабет Бирс во Женева. Според Светската здравствена организација, во Катманду болниците се претрупани, а лекарите им помагаат на повредените на улица. Грчкиот премиер Алексис Ципрас изрази уверување дека до почетокот на мај Атина ќе постигне договор со кредиторите, Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд. Нашата цел е доколку е можно оваа недела да го постигнеме првиот договор или најдосна до следната недела. Верувам дека сме блиску до договор, изјавил Ципрас. Грчкиот премиер ја отворил можноста за одржување на предвремени избори, доколку преговорите за пакетот на помош со меѓународните кредитори не успеат, но не ја отворил можноста за одржување на референдум во случај грчките кредитори да ја понудат на Атина договор кој е во спротивност со изборната програма на Ципрас. Наумовски ќе се обиде да врати дел од кошаркарите кои ја предводеа Македонија во Литванија. Македонскиот ракометар Дарко Димитриевски се повреди на мечот против Пуерто Сегунто. Следуваат вестите од домашниот спорт. Полни раце работа го чека Петар Наумовски. Го наследува Димевски во период во кој Суперлигата едва функционира. Репрезентацијата ја очекува подготвителен период пред Европското првенство, а Сдруженијето на прволигаши сака промени во правилникот за 6 странци. Во првата изјава по именувањето за нов председател на Македонската кошаркарска федерација, Наумовски најави дека ќе се обиде да врати дел од поискусните кои ја предводеа Македонија во Литванија. Во својата изјава посочи дека ќе се обиде да ги убеди поискусните кошаркари уште еднаш да пробаат да дадат се од себе за националниот тим, што не значи откажување од помладите играчи кои хероиски играа во ланските квалификации и се изборија за учество на Европското првенство. Александар Джикич и понатаму останува на селекторската функција, а Наумовски се надева на успешен настап на кошаркарите на престојното Европско првенство.
Македонскиот интернационалец кој ги брани боите на Адемар Леон, Дарко Димитриевски, заработи повреда поради која пред време ја завршува сезоната. Нашиот рокоментар на последниот меч против Пуерто Сегунто ја напушти играта во второто полувреме, а магнетната резонанца покажала дека се работи за скинат страничен лигамент на левото колено. Овој вид на повреда не се санира со операција, туку потребно е околу месец и пол за да се излечи со терапија. На мечот против Пуерто Сегунто тој постигна 3 гола во противничката мрежа. Судиската двојка Јуриновиќ и Мрвица од Хрватска ќе биде задолжена за делење на правдата на дуелот помеѓу женскиот ракометен клуб Вардар и Будуќиност во полуфиналот од Лигата на шампионите на Final Four турнирот што на 9 и 10 мај ќе се одржи во Будимпешта. ЕХФ утрово ги објавија арбитрите што се планирани за овој завршен турнир, при што одговорната задача за овој надпревар им беше доделена на Далибор Јуриновиќ и на Марко Мрвица за заокружување на ова балканско полуфинале. Мечот меѓу ЖРК Вардар и Будуќиност ќе биде втор на програмата на 9 мај и ќе почне во 16 часот и 45 минути. Доколку црвено-црните слават во полуфиналето, суди во финалето ќе им бидат Петар Хорват и Балаш Мартон од Унгарија, додека во случај на пораз, арбитри на македонскиот првак во малото финале ќе му бидат словенците Петар Бруновски и Владимир Канда. Бруклин изравни на 2:2 со Атланта во плейоф серијата во НБА лигата. Актуелниот MotoGP шампион Маркес повреден. Јаја Туре заминува во Интер, уопсен македонец кој местел фудбалски надпревари во Италија. Бруклин славеше над Атланта во продолжението со 120 наспрема 115 и го изравни резултатот во плейоф серијата на 2:2. На останатите две средби кои се одиграа во ноќите помеѓу понеделникот и вторникот, Милвоки славеше во Чикаго со 94-88 и го намали водството на Булси на 2:3, додека Портланд во четвртиот меч славеше над Мемфис со 99-92 и го намали резултатот во серијата на 3:1. Перо Антик за Атланта одигра нецели 17 минути. Имаше ученик од 6 поени, 4 скока и 2 загубени топки. Инаку целата стартна петорка на Атланта постигна двоцифрен број на кошеви. За триумфот на Милвоки во Чикаго најзаслужен беше Мајк Картер Вилијамс со 22 поени, додека Крис Мидлтон уфрли 21 кош. Портланд славеше над Мемфис благодарение на Демијан Лилард кој постигна 32 поени. Љубителите на MotoGP беа непријатно изненадени по веста дека актуелниот шампион Маркес го повредил прстот. Возејќи мотокрос, Маркес паднал, пошто возачот позади него преминал преку неговиот прст. Скршениот прст на Маркес бил литно опериран. Сепак, според докторите, Маркес би требало да се опорави во идните 24 часа и да биде подготвен за надпреварување овој викенд. Идната мототрка, која го очекува Маркес, е во Херес. Фудбалерот на Манчестер Сити, Јаја Туре, ги договорил личните услови и се очекува тој во летниот преоден рок да се пресели во Интер. Спорт медија се тврди дека репрезентативецот на брегот на слоновата коска ќе потпише 4-годишен договор за сума од 18 милиони евра. Интер со услугите на Туре на Манчестер Сити би требало да му плати 8 милиони евра. Јаја Туре, кој со Сити има договор до 2017 година, на Етихад пристигна во 2010 година од Барселона за сума од 26,5 милиони евра. На аеродромот во Бергамо во понеделникот бил уапсан македонецот Христијан Илиевски, кого полицијата го сомничи дека е дел од групата која учествувала во местење на резултати на надпревари во серија А и серија Б. Италијанската полиција неколку години трагала по Илиевски, по кого била издадена и потерница, а според информациите, тој во понеделникот сам се предал и веднаш бил спроведен во затворот во Кремона. Според обвинението, Илиевски со уште неколкумина бил задолжен да остварува директен контакт со фудбалерите. Во
Во текот на ноќта можно е нестабилно време проследено со грмотевици во Неготино, Кавадарци и Демир Капија. За утре во сите општини од Вардарскиот регион метеоролозите најавуваат топло време и сонце. Тоа беа информациите за денеска. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер со К1.